Најпрвин добро вечер за Унијата на жени на ВМРО ДПМН и голем поздрав до претседателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Поздрав и добро вечер до претседателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Газибаба. Добро вечер и голем поздрав до претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Газибаба. Исто така добро вечер, голем поздрав до членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМН овде што се вечерва со нас. Добро вечер и поздрав до советниците од советничката група на Коалицијата за подобра Македонија во Советот овдека во Општина Газибаба. И добро вечер вам, најзаслужните што ние имаме таа можност овдека да стоиме пред вас, а тоа сте вие, членките на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, драги гости, овој свечен настан се случува во предвечерието на деновите кога се слави 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. А Македонија, не заборавајте, е нашето се. Нашата вера, нашата љубов, и денот, и ноќта, нашата муза и нашата мајка. Тоа е она што сме ние самите. Нашето семејство, нашата челат. И затоа не е седно. И затоа боли. Боли до срцето кога гледаме што и прават на нашата татковина. 8 септември не е почетокот, туку продолжението на една славна борба за слобода. Кога ќе речам 8 септември, мислам и на ВМРО, и на Илинден, и на Асном, и на сите славни јунаци од нашата историја кои живееа, се бореа, оставаа семејства и се жртвуваа за една цела, слободна, автономна Македонија. 8 септември се идеалите на Гоце, на Питу, на Даме, на Ѓорче. Тоа е и пркоста на Александров, но и љубовта на Прличев и Мисирков. Тоа е преданоста на Шатев и Панко, на Ченто, но и сонот на Драган Богдановски. 8 септември е и на комитите и на партизаните, на мудрите луѓе, на ВМРО, но и на СДСМ, оние кои веруваат во Македонија и се колнат во ова парче земја. 8 септември е на Македонија и тоа не треба никој да го заборави, без разлика од која политичка партија доаѓа. Дали било тоа ВМРО, ДПМН, СДСМ, НДП, ПДП, ДУИ, Алијанса или било кој. Сите вие и должите све што сте постигнале во вашите животи на ова парче земја Република Македонија. Никој не треба да сонува за туѓи големи држави. Ова е домот кој што ним им пружил се. Ова е земјата која што ги израснала, школувала и ги направила тоа што се. Единствена Република Македонија. Сите овие имаа сон, а генерациите после 8 септември имаме обврска да го ствариме тој сон. И после 28 години своја независна држава, вистинското прашање е дали успеавме да изградиме држава каква што сонувавме, каква што сакавме и во каква сакаме да растат нашите деца. Ке бидам она што секога сум бил брутално искрен. Ке кажам дека сме на работ да не успееме. Да, тоа е болната вистина, на раб сме да не успееме. Затоа што станавме криминализирано општество. Држава со каста на одбрани луѓе, кои владеат со нашата земја и управуваат со човечки судбини. Вистината е дека Македонија има се помалку во секој поглед. Апатија
и депресија владеат кај луѓето кога гледаат дека за овие 28 години не успеавме да изградиме механизам кој ќе гарантира правда, законитост и честност. И тука не сакам да амнестирам никого кој се огрешил кон овој народ и Република Македонија. А Бога ми ги има доста такви. Но имам полно легитимно право жестоко да ги критикувам овие кои сега се на власт. Затоа што нивното ветување беше дека ќе имало живот. А гледаме дека живот има се помалку, а пекол се повеќе. Во овие последни 3 години имаме украдена и одземена држава. Народот не чувствува дека е заштитен од сопствената држава. Се отиде дотаму да се чувствуваат како кираџи во сопствената држава. Вчера гледам еден спот направен од владата, насловен "Боите на независноста". 45 секунди каде се збори дека ќе се слави независноста, но ниту еднаш никаде не се споменува зборот Македонија. Зарем стигна дотаму да не стигматизираат нас? Зарем стигна дотаму да не замолчуваат нас, кои што громогласно ќе го кажуваме зборот Македонија? Па дури ова не било ни во времето на најтврдокорните комунисти, оние кои што забрануваа самостојна и независна македонска држава, а тие кои што се бореа за таа, ги праќаа на Голи оток. Денеска секој оној кој што ќе крене глава и кој што ќе се бори за сопствената правдина и не дај Боже ќе има опозиционо мислење, завршува во прегратките на Реџеп Агич и Рускоска, а потоа се знае каде. Во шутка, во истражниот затвор, во притвор. Тоа време, кое што мислевме дека завршило, овие потомците на истите тие комунисти кои што ги судеа нашите патриоти, кои што се бореа за нашата држава Македонија, денеска ги судат сите оние кои што имаат опозиционо мислење. Сите оние кои што денеска не се љубители и милувачи на ликот и делото на Зоран Заев, туку наоѓаат храброст да го критикуваат. Или пак, вториот чекоре се знае, кривична пријава, куќен притвор или нешто друго. Сакам јавно да го прашам Зоран Заев за овој срам, голем срам. Чија независност славиш? На која земја се слави независноста на 8 септември? Ама да одговориш и што одлучија граѓаните на тој 8 септември? Зарем толку е тоа страшно, зарем е толку тешко да се каже дека на тој 8 септември огромно мнозинство граѓани одлучи да гласа и да живее во независна и суверена Република Македонија. Драги пријатели, кога одговарам на прашањето дали успеавме овие 28 години, кога велам дека сме на работ да не успееме, мислам и на екзодусот што се случува во Македонија. Македонија има се помалку затоа што десетици, стотици, илјадници семејства ја напуштаат нашата земја и се одселуваат. Имаме цели градови иселени и празни. Вчера ја прочитав веста дека само во Делчево за еден ден, замислете, само за еден ден го напуштиле 1000 луѓе кои отишле на сезонска работа во странство. Ова е екзодус на секој еден од нас. Ова е екзодус на Македонија. Да го прашам Зоран Заев, зошто не отиде во Делчево па да остави 1000 пара чевли пред општината, зашто само за еден ден стотици семејства си замина од нашата земја? Што направи тој за овие 3 години за да задржи барем еден човек во земјава, ако не повеќе? Стотици огништа ќе има помалку затоа што овие луѓе немаат ниту една причина повеќе да седат во сопствената татковина. Поразително и болно. Но тоа е таа болна реалност каде нема ниту еден сегмент каде што блескаме. Таквиот екзодус не само што замира градови по полека, ја замира Македонија. Тоа се одразува и на економијата, на стопанството, на производството. Трајно се губи земјата и се одзема иднината. Луѓето се иселуваат затоа што
како што вели народот, им се збоктиса од разноразни заевци, вицевци и ангјушевци. Директорчиња кои преку ноќ стануваат милионери. Од протекции на училиштата во бизнисот да мора да се чека она што со поте заработено. Да се очекува да се поклонуваат на разни лажни величини и измислени вредности. Да се биде лажен во исчекувањето за нешто подобро кое никако не се случува. На таквиот екзодус мора да му се стави крај. А првиот чекор да се стави тој крај е крај на оваа политичка каста на власт. И кога сме кај власта, овие денови гледаме активно сценарио и вложување на огромна енергија на забошутување и прикривање на доказите за криминална власт. Чудоневидени за страста за работа на Катица Јанева, па макар и прекувремено гледаме писмо каде таа наредува случаевите да се предадат на работа кај рускоско обвинителството. Со други зборови да се чуваат на посигурно за да се задржат конците за политички притисок врз опозицијата. Значи од еден сеф на СДСМ во друг сеф на СДСМ. А пустите така мислат дека ќе не исплашат. Да из ова се лажат. Сега се случува операција на власта во случај Катица подлабоко да падне во живата кал во која се влезене. Да може Русковска да продолжи. А за вистинските криминали се помалку се зборува. Но сето тоа им е залудно. Па така еден од оние чии имиња најчесто се вртат за поврзаноста со случајот рекет ќе каже: амам веќе доста зборете само рекет па рекет. А не сакаат да се збори за тоа што се стига полека, Бога ми и до главата на октоподот. Во оваа операција е и она парада за одење пред обвинителството, како демек Кики кажува дека не е Кики, а истото ќе го повтори и Фрики. Пој Кирацовски ќе ни каже дека со Боки се видел еднаш два пати, ама ете го, излезе една фотографија во медиумите како заедно пеат серенади на кеот на Варда реката во еден ресторан, веројатно кроејки некоја куфер политика. Некако премногу интимно и добро се познаваат, ако ја гледаме таа слика. Предпоставувам и некој светол ден од сега ќе излезе Русковска па ќе каже: има криминал, ама тука се вмешани двајца, тројца без ниту еден од власта. Демек, овие милиони се земени без знаење на главата на октоподот. Тоа што цело СДСМ му е во одборите на Меѓународниот сојуз на власта, а и за обвинителството е небитна работа. Ама што би рекол народот, тука лежи зајакот. Ова мириса, силно мириса и отвара сомнеш дека овој милионски криминал со Меѓународниот сојуз е параван за финансирање на кампањата на изборите на СДСМ. Овие сомнежи треба да се испитаат и да се види дали тоа што во овој сојуз е преполн со луѓе од раководството на СДСМ е поради фактот што куферите можеби завршувале на Бихачка. Ако не сега, со ова климаво и диригирано обвинителство, ви ветувам дека вистината ќе се дознае. А што се однесува до судството и обвинителството, алармирам да не подлегнуваат на притисоците на власта, затоа што секое постапување кое не е според закон ќе биде разгледано и ревидирано. Не се ставајте да бидете слуги на оние кои во слободен пат сакаат да ве повлечат и вас. Работете според законите и донесете правда. Браќа и сестри, доаѓа период кога сите ние мора да се избориме заеднички на успехот и лошите патеки по кои тргната нашата земја да ги претвориме во успех, да ги залечиме раните и да тргнеме кон градење на еднината. Има многу што треба и што мора да се направи. Заедно ќе се избориме, а часот кога тоа ќе го направиме се предвремени парламентарни избори. Јас не верувам толку во нарачаните анкети како Заев, колку што верувам во народот на мојата земја. Ако толку се сигурни овие од власта и толку многу блескале, тогаш ајде на избори, па народот нека одлучи кој блеска,
а кој ќе биде блеснат од волјата на народот. Гази Баба не е само секогаш меѓу првите кога Македонија е во прашање. Туку таа секогаш е вистински прва со непокорот и преданоста кон нашите идеи и кауза. Знам дека така ќе биде и сега. И ви благодарам за секоја ваша поддршка и преданост. Гази Баба исто така има мојата поддршка и ви кажувам дека силно сметам на вас во оваа наша заедничка борба. Ке продолжиме. Ке продолжиме да се бориме за секој еден човек и за оние кои се по затворите, а се невини таму. Мора да има правда, а и ке има обнова. Ова јас ви го ветувам. За месеци од сега не чека денот кога ќе треба заедно сите да се соочиме со граѓаните на парламентарните избори. Но пред тоа е потребно ВМРО ДПМН да биде заедно со народот, да биде во улиците, во маалата, на клупите, во домовите, помеѓу нашите соседи, пријатели, колеги, затоа што тие кога го создавале најпрвин ВМРО, а потоа кога се реобнови ВМРО ДПМН, има единствена цел и беа мотивирани затоа што ВМРО ДПМН е партија на народот и партија од народот. И секој оној кој сега, а и во иднина ќе заборави дека ВМРО ДПМН бил и ќе остане партија од народот и ќе се занесе газејки ги дебелите персијански килими дали во владата или некаде на друго место. Јас ви ветувам дека тоа ќе биде почетокот на крајот на една таква политичка кариера. ВМРО ДПМН оваа генерација нема право на избор. Сите вие што сте во оваа просторија немате право на избор. Ве чека тежок, крвав, пеколен пат со многу работа. Затоа што најпрвин треба да ја обновиме татковината, затоа што овие ни ја запустија, а потоа треба да ја развиеме и да го вратиме сето она кое што овие неразбрани трговци го истргуваа за тие пусти пари, привилегија и моќ. Не чека многу работа, а не привилегија. Многу пот, многу солзи и многу крв. Но јас во оваа просторија денеска гледам храбри жени, членки на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, мотивирани, кои што се подготвени за еден таков предизвик. Затоа што вие, заедно со нас, немате право на грешка. Македонија тоа го очекува од вас. Ние треба да го пополниме сето она за кое што зборував. 28 години помина, а денеска сме се подалеку од она кое што беше нашата идеја, богата, просперитетна, независна Република Македонија. Вие сте тие, заедно со нас, кои што треба да го вратат оптимизмот, насмевката, веселите лица, гордо кренатите глави на нашите сограѓани. Вие сте тие кои што треба оние, кои што ја напуштаат денеска Македонија, да ги вратите назад. Да ја оплемениме нашата држава повторно со народ, да ги заживееме полињата, да ги отвориме фабриките, да ги наполниме училиштата и градинките со дечиња, а на универзитетите да понудиме врвно образование. Вие сте тие кои што треба да ја вратат вербата. Вие сте тие кои што треба да се изборат за вистинската правда и правдина во нашата држава. Затоа што тоа ќе биде ваша работа. И запамтете, ако ние не успееме, се плашам дека некоја следна генерација ќе нема таа можност за да успее. Тоа и го должиме и на татковината, на генерациите пред, но и на генерациите после нас. Предизвикот е голем и вреди да се работи и да се бори за тоа. Затоа
почнуваме со јасен, концизен план на активности. Но тој план ќе го опфати народот на улиците, ќе го опфати народот во маалата, во домовите, во становите, во куќите, на полињата, на универзитетите, во фабриките, во институциите, во министерствата. Ајде сите да ги обединиме под знамето на Република Македонија и со бајракот на ВМРО ДПМН на градите. Да ги убедиме нашите сограѓани во нашата мисија. Јас знам дека ова е пеколно тешка мисија. И знам дека голем дел од нашите сограѓани нема да ни веруваат, затоа што многу пати тие се измамени во минатото. Јас сум свесен дека главната перцепција можеби за нас политичарите е дека се овие лажговци и лопови. Но тоа ќе биде наша задача. Да допреме до секој еден од нив. Со искрена мисла, со отворено срце. Тоа они ќе го препознаат. Таа енергија се чувствува. И да ги натераме да ни се придружат. Затоа што нашата мисија е вистинската мисија и мисијата која што се бори за богата, просперитетна и силна Република Македонија, обединета во рамките на Европското семејство на народите и членка на НАТО алијансата. Македонија е таа која што ние ја сонуваме, каде што секој согласно компетенциите ќе добие шанса, каде што судиите ќе судат по словото на законите, а обвинителите ќе тужат, затоа што некој навистина се огрешил пред законите. Каде што професорите на универзитетите ќе бидат горди затоа што работат на еден од 500-тината најдобри универзитети според Шангајската листа. Професорите и професорките во средните училишта и наставниците и наставничките во основните училишта ќе бидат горди затоа што предаваат на полни училници со деца кои што сакаат да научат, а воспитувачките и негователките во градинките се тие кои што ќе бидат силно мотивирани да им го пренесат знаењето во првите 6 години на најмалите, бидејќи тогаш е најважно за секој од нив. Фабрики ќе има и домашни и странски. Тоа е онаа Македонија која што ние сакаме со силно и реформирано здравство, со задоволни работници во фабриките. Таа е Македонија која што ние ја почитуваме, со среќни насмеани земјоделци кои што вез ден ги негуваат нивите кои што род раѓаат. Таа е Македонија која што ние ја должиме на генерациите кои што доаѓаат по нас. И за ова вреди да се бориме. Знам дека ќе биде тешко и знам дека нема да биде лесно, но како што кажав на почетокот, јас овдека гледам само силно мотивирани луѓе и луѓе победници кои што на крајот, сепак на крајот сакаат да си го обезбедат своето место во историјата и да победат. Честит роден ден Македонијо! Честит роден ден татковино! Ова е нашето име по кое се препознаваме и на кое нашите срца чукаат најсилно. Да си ни вечна и силна, да сте ми живи и здрави и да ни е вековито ВМРО ДПМН.